Позитивното правно мислење за издавањето на евроврзницата е потпишано денес од страна на министерот за правда. Ова го изјави министерот за финансии Кирил Миновски на расправата за ребалансот во собранието. Миновски вели дека со ова е финализирана продажбата на евроврзницата, односно издадени се обврзниците на инвеститорите, а парите се уплатени на сметката на Министерството за финансии во Народната банка. Првиот финансиер најавува и пријави и барања за оштети против сите што изрекуваа дискредитации врз Министерствата за правда и финансии, бидејќи, како што образложи Миновски, се нанеле штети на министерствата и на личностите кои ги предводат овие институции. Контра пријави денеска преку соопштение најавија и од СДСМ, бидејќи сметаа дека издавањето на евроврзницата било незаконско. Евроврзницата и денеска беше главна тема за партиски препукувања во собранието за време на расправата за ребалансот на буџетот. Освен ова, во фокусот на пратениците беа и економскиот раст на земјава, бројот на вработени, странските инвестиции, капиталните проекти. Штетата е од вас. Од вас имаме камата 5,65% на евроврзницата, кој што не ни мора да ја земеме. Но според вас мора, затоа што знаете така и само така да функционирате. Ништо не функционира во оваа држава. Зошто не функционира? Затоа што 10 години функционирате со злоупотреби, со кражби, со криминали, корупции. Конкретно, кој е крив за шпекулациите кои што доведаа до турбуленција во девизниот курс во април, мај и јуни месец? 4 милиона евра штета на граѓаните. Кој е крив за писмата до странските инвеститори до 4 банки кои што доведоа до покачување на каматната стапка за евроврзница за 1% поен? Вие, колега Орцев, СДСМ и блиските на СДСМ. Нека го продаде Груевски Мерцедесот од 600.000 евра и ќе ја реконструираме болницата во Гевгели. Нека ги продаде Груевски и нека ги врати плацовите од 15 милиони евра и ќе изградиме 2 нови студентски дома. Ако беше виновна владата на ВМРО ДПМН Република Македонија од 2007 до 2015 немаше да има четврта највисока стапка на просечен раст. Ако беше виновна владата на ВМРО ДПМН немаше да има историско највисоко ниво на капитални инвестиции. Немаше да има толку инвестиции во патна, железничка, образовна, здравствена, комунална инфраструктура. Прекројувањето на државната каса доаѓа по новата прогноза за економскиот раст за годинава, којот 4% се намали на 2,3% поради случувањата со политичката криза во земјава. Од власта сметаат дека потребни се корекции на финансиите со кои што располагаат државните институции, се со цел непречено спроведување на капиталните проекти и исплаќањето на социјалните трансфери.